Писмо до мојата ќерка. Мила моја, најмила. Наближува 8 март. Знаеш веќе што тој датум значи за секоја жена. Од неодамна и ти си станала девојка. Така што нема да те подсетувам на значењето на овој ден. Многу години наназад за него сме разговарале, за него си учела и во школа, па сум ги добивала од тебе најубавите, најискрените зборови од душа испишани на честитки и сработени од вредните, креативни рачи на твои. Сите ги чувам. Ама и тоа го знаеш, душичке моја. Ова што сакам да ти кажам сега во ова писмо е само подсетување во писмена форма за се што досега сме разговарале, како мајка и ќерка, но и како најдобри пријателки. Ова писмо ете повеќе како некој аманет. Велам аманет од причина што и мене така некако ми е пренесено од мојата мајка. Како мал увод во она што понатаму ќе следи, само би ги напоменала имињата на двете големи жени кои ја започна борбата за женските права. Роза Луксембург и Клара Цетки. За нив само уште ке речам, тоа беа жени со големо Ж, кои не случајно погоре го испишав исто како и големото Г, бидејќи и тоа име заслужено. За нив многу сме читале, сме гледале филмови, а подоцна во касните вечерни часови сме дискутирале, споделувале своји размисли, дури и дебатирале како две возрастни и самосвесни представнички на женскиот род. Ова се само моите сеќавања од кога твоето детско мозоче полека впивајќи се развива мозок, ум, памет или како и да го наречам тоа, ама се развива некој на кого денес јас со гордост му се обраќам. Тебе, мила моја. И како што веќе реков на почетокот, ова е само едно подсетување во писмена форма за се што меѓу нас досега било искажано на оваа тема. Дека ова писмо не е монолог, ами наш често воден диалог, ќе ставам во него и твои зборови што многу ме допреле и ми потврдиле колку добро се си сватила. Еднаш во разговор на оваа тема ми рече: мама, силата е во умот, не е во телото. Телото може да биде од било кој пол, ама силата е во умот. Тој кај сите полови е ист, тој нема пол. Како тој ќе се развива зависи од многу други фактори, како например средината на живење, воспитувањето, поттикнувањето, на добро или лошо, почитувањето на другите и еден куп други работи. Значи, умот не зависи воопшто од полот. Ами,
од се друго што него го храни, што значи дека во животот еднаквоста лежи и вирее токму во него. Тој не препознава полови разлики, туку умствени. Горда бев и се уште, и секогаш ќе бидам на тебе и на ова што тогаш го слушнав, а што е само еден дел од се друго во нашите бескрајни разговори, и тоа не само на оваа тема. И што друго понатаму да кажам? Овие твои зборови како да ми кажале се. Кога ќе го читаш ова писмо аманет, всушност само ќе се видиш себе, мила, во моите очи, а јас пак во твоите зборови како дел од нашите разговори. На жената, како и на секое живо битие, и треба внимание, подстрек, признание и љубов секој ден. Тоа исто сакам да го запаметиш и во името на тоа да се движат твоите сеќавања и сваќања за животот, каде, како што и самата заклучи, само умот е оној што треба да се почитува. Овој датум 8 март е ден кој ги слави големите жени кои успеале да ја пробијат бариерата. Од умот во бариери не обстојува и не создава среќа. Жената како мајка и сопруга со иста грижливост, одговорност и памет е одлична и во улогата на вработена жена. А за тоа сведочат телата. И уште нешто би додала. При крајот на ова мое писмо до тебе упатено, мила моја душичке, иако знам дека тоа го знаеш, ама ете, мајка ко мајка, вродено ни е да си повторуваме. Па би рекла, биди пример за твоите деца. Твоите дела се храна за нивниот ум. Во него лежи и вирее еднаквоста, токму како што и самата заклучи еднаш. Не е толку одамна за мене сега, но кога на ова писмо ти ке се навраќаш, во годините што ќе следат, јас може би ќе бидам стара и сенилна, а еден ден и не ќе сум до тебе. Ама моето воспитување и нашето дружење за секогаш ќе останат врежани и така низ вакви форми на писма, аманети ќе се пренесува, продлабочува од колено на колено во името на еднаквоста и почитувањето, што треба да се негува за да постои секој ден од годината, годините. Мила моја, те сакам е мал збор, затоа чувство ни небото не е граница. Постскриптум. Секогаш на ден пред 8 март отвори го ова писмо. Мила моја, март е мојот, нашиот, најубав
љубов месец, исполнет со срекни датуми. Во него се забележани нашите родендени. Март е месецот во кој станав и најсрекната жена и најсрекната мајка. Тоа е весникот на пролета која постојано сакам да цути во твоите мисли и дела. А твојот живот за секогаш да биде расцветана полјанка во која ти ќе уживаш и твориш како силен ум. Оти силата е во умот. Тоа не го заборавај.